На македонските бугари до пред некоја година се им беше потаман. За по некој период по потпишувањето на договорот со Бугарија, сега се нешто да не им чини. Обвинуваат на наводна дискриминација, немање на права. Во суштина, тоа воопшто и не е така. Прашањето е, која е причината за наглиот наплив на жалење на македонците со бугарска самосвест? Само во одредени временски периоди. Адвокатот, но и голем познавач на оваа тематика, Тони Менкиновски, вели дека тоа е стратегија смислена од Софија. Која е причината и зошто се појавува ваквиот, можам да речам, не само садистички, туку и хистеричен наплив на барање од страна на македонците кои себе се сметаат за бугари, е од причина што македонците во Република Бугарија имаат извојувано многу големи победи и сега моментално во меѓународните институции македонците од Република Бугарија имаат извршено огромен притисок врз бугарската држава, како што сум кажал многу пати сега, во извештаите на Томас Хамамберг и на Дунја Мијатовиќ, комесари за човекови права на Советот на Европа, јасно е наведено дека Бугарија е таа која треба да го смени Уставот, не Македонија. Менкиновски потенцира дека ова е само дел од вековната игра на Бугарија во односите кон Македонија, дека ништо од ова не е случајно и не е од вчера. Да заклучиме, изворот или центарот е Софија, и ова е некоја нивна стратегија која не е непозната за нас македонците. Врховизмот во Македонија и ваквиот начин на однесување од страна на бугарската држава не е нешто кое е ново. Целта им е едноставно да прикажат дека во Република Македонија бугарите ги немаат правата и да направат некоја паралелна слика дека поради таа причина тие не ги признаваат македонците во Бугарија. Дека секојдневните жалења на македонците со бугарска самосвест не држат вода, потврдува и адвокатот, кој вели дека во Македонија сите малцинства ги уживаат своите права, а македонските бугари од секој пат и во време на социјализмот биле еднакво третирани. Мора да потенцираме дека сите малцинства во Република Македонија ги уживаат сите оние права кои се загарантирани со меѓународното право, вклучително и македонците кои се изјаснуваат дека имаат бугарски корени. Таа заедница мислам дека е многу мала, дека во Македонија дури минорна, но како и да е, колкава и да е, тие сепак ги уживаат сите тие права, не само сега во периодот на демократијата и во периодот на социјализмот и тоталитаризмот кога беше до пред 91 година. Тие, колку што јас се сеќавам, има емисија на радио и сите оние права, малцински права ги уживаат во Република Македонија. И Комисијата за заштита од дискриминација го потврдува она што го велат експертите. Дискриминација на бугари во Македонија нема, но бројот на претставки кој е доставен до Комисијата од број во мирување, баш кога почнаа гласноговорниците на наводните обесправени македонски бугари да се жалат, сразмерно се зголеми. Сепак, досега имало само 37 претставки, а од нив само кај 3 е утврден некаков вид на нетолеранција.